Светот се соочува со многу големи еколошки проблеми. Многу од тие проблеми се поврзани со шумарството, а голем дел од тие проблеми може да се решат со пошумување. Тоа е едно нешто на кое што мора да се осврнеме во време кога треба и да ги поздравиме активностите кои што се позачестено се случуваат во Македонија, а тоа се активности за пошумување на голини или па на опожарени места или места каде што треба да се обнови вегетацијата. Еколошките проблеми кои што се за спомнување се оние што веќе се секојдневна приказна, тоа е глобалните климатски промени, некои сакаат да ги викаат и глобално вжештување. И сметам дека се право луѓето кои се спремни на овој проблем да гледаат со таа сериозност. Шумите, растителноста, преку пошумувања имаат едно својство да ги врзуваат јаглерод диоксид, кој е еден од стакленичките гасови кои што се предизвикувачи на глобалните климатски промени, односно глобалното затоплување. Друг проблем е губење на биодиверзитетот, со кој што се соочуваме ката дневно, практично го живееме ерата на шестото големо исчезнување на видовите, нешто слично на петте големи, од кои најпознатот ни е исчезнувањето на диносаурусите, да речеме. Тоа ни се случува во многу пократок временски период и е сериозен проблем. Натаму е губење на почвите, загадување на воздухот и слични проблеми кои што сите, буквално сите, се поврзани со шумарството. И во негативен контекст, во смисла дека негативно влијаат на шумите, и во позитивен контекст, во смисла дека шумите може да бидат одговор за сите овие проблеми. Затоа велиме дека пошумувања се нужно потребни. Македонија историски гледано е земја која што има добро искуство и добро реноме, би кажал во минатото повеќе отколку што е во сегашноста, меѓутоа нештата се чини одат во добра насока во последно време. Јас сум должен да споменам дека од 70-ти па се до раните 90-ти години постоел посебен фонд за пошумување, кој што бил пред формула на еколошките фондови познати денес не само кај нас, туку и во светот. Се земал одреден процент од регистрации за возила и слично и се посветувале систематски на пошумување. Ќе споменам дека години наред, од 70-ти години натаму, меѓу 20 и 25 милиони садници годишно се садале во Македонија. Гледано споредбено, Македонија во тој период била земја со најголеми површини на пошумени територии, и тоа не во релативен аспект, сметано со површина или население, туку во апсолутен аспект сме биле лидери на европско ниво. За пофалба е што особено во последните години се позачестено се согледува проблемот кој што го има не само Македонија, туку и светот генерално. Се поголемо внимание се посветува на шумите и на пошумувањето. Луѓето се свртуваат кон решавање на овие проблеми. Би рекол дека јавното мнение во Македонија е на прилично добро ниво што се однесува до активности, свесност за проблемите, критики за лошите практики кои што се случуваат во шумарството, и сето тоа е за поздравување. Можеби институциите се уште не ја следат таа атмосфера или тој тон на јавното мислење, но ми се чини дека и ќе бидат приморани заради разноразните меѓународни договори, легислативи, стратегии кои што се случуваат, меѓутоа и за наше добро и заради сослушување на јавноста и потребите на јавноста. Затоа со големо задоволство нашиот факултет ја прифати активноста на ДМ Дрогерија Маркт, и оваа активност на пошумување искрено се надеваме дека ќе е само предвесник на серија други, не само од оваа компанија, туку и од други општествено одговорни компании. Искрено се надевам дека овие активности на пошумување во иднина ќе бидат и посистематски и на повисоко ниво, на крајот на краиштата дека ќе донесат и поголем број пошумени површини кои што ни се особено важни во државата. Факултетот за шумарски науки, пейзажна архитектура и екоинженеринг
Хансем при УКИМ е често контактиран за разноразни активности кои што имаат врска со пошумувањето или со шумарството. Често пати се работи за изолирани случаи, за помали групи, што е исто така за поздравување, а често пати и за посериозни компании кои што се општествено одговорни и кои што посветуваат внимание и на еколошки проблеми. Искрено се радувам што посветиле внимание и на пошумувачки активности. Ние секој пат стоиме на располагање со стручна експертиза, со советодавна улога, меѓутоа и практична експертиза на сите овие добронамерни институции и индивидуи и во иднина, како и во минатото, да помогнеме со стручност, со експертиза и со, ако треба, и друг вид активности кои што го подразбираат ова.